Значи, рете, нели, и да добиете дипломичка от фестивала Гроздоберче и нормално и поклончени от нашите спонзори. Алкалоид и Синалко ще ви ги припремя поклонченията за оваа година. Muzika geći, svetlost odpala. Fina mini večerva, tuka te čeka zabava. So srca razvejani, kadeško kese luduva. Ogrod je to crveno, gradot go poznavate. So pesnata ubava, kavalerci keve prečeka. Večermo naši grad, Grozdoberče festival. Večermo naši grad, Grozdoberče festival. Во мојата долгогодишна новинарска кариера не сум се почувствувал така убавно и забавно како во реализацијата на проектот Гроздоберче 2016. 20 години Гроздоберче, а мене толку ми е убаво и милно на душата затоа што децата како најубава публика на светот, најубави актери и оние кои го чинат животот убав, ми го исполнија овој викенд во месец ноември и на овој завршен дел сега на една приредба, повторно сум сонав затоа што ми е убаво. Дейзи тоа искуство го дели повеќе од 20 години, тоа е со децата, тоа е можеби единствениот во Република Македонија кој остана доследен на својата љубов кон децата. Маријан, прво ти благодарам за прекрасната најава. Верувај ми дека ние како организатори, не само јас и сите оние што учествуваат во организацијата на фестивалот Гроздоберче, се чувствуваме прекрасно секоја година. Напорно е кога се работи, сето тоа треба да се среди. Но кога ќе ги видиме децата, насмејани, со нивните срекни лица, се е во ред. Тога се заборава и се е во ред. Тоа е она најголемата сатисфакција што јас лично ја имам како организатор на овој фестивал, кога ќе ги видам децата срекни. 20 години е многу време, Дейзи. Нели имаше криза да се откажеш од оваа работа? Па мислам дека никогаш не би се откажал од оваа работа. Најискрено. Мислам дека тоа е она што ни исполнува, Маријан. Работата со децата е прекрасна. Прво, тие се многу искрени. Второ, кога нешто ќе им ветиш, тоа мора да го исполниш. А кога тоа го исполнуваш, тие ти враќаат со нивните очиња со голема благодарност. Што да кажат сега? Каква продукција годинава спреми? Значи, да, задоволен сум од продукцијата, најискрено. Додека се спремат песничките, има некој варијант, знаеш, ги слушаме песните, па како ќе биде ова, како ќе биде она, но кога на крајот секој се склопи како една торта. Кога ќе оставиме шлагот на крајот, тоа се аранжманите и пратичките вокали и така натаму, сето кога го слушаш она те подкренува, значи знаеш дека си направил добра работа. И кога дечињата ги видовме на сцена со нивните настапи на 20 години од фестивалот Гроздоберче, ни беше јасно дека сме успеали ова година. Имаме, мислам, можам ова отворено да го кажам, веќе ингеренци, тоа ќе го обелоданиме во иднина за кратко време, пред нова година, дека фестивалот ова година Гроздоберче ќе биде прогласен за еден од најдобрите детски фестивали во Македонија. Ова го открив сега, ма ќе биде јавно кажам. Јас се сложувам и јас лично ќе настојувам да го форсирам на медиумската сцена затоа што дечињата во оваа време, во овој нов 21 век како да заборавија на вистинските детски вредности, а овој фестивал и со текстот, со аранжманите и со сето она што го чини всушност го враќа детството назад. Токму така, тоа е и поентата на овој фестивал. Значи прво имаме едукација за дечињата во областа на музиката, во областа на балетот. Потоа имаме дружење на самите дечиња, со сите оние дечиња што учествуваат од страна во интернационалниот дел. Тие се веќе долгогодишни пријатели, што е голема сатисфакција за децата и за нас, се разбира. И не е случајно нашето мото на фестивалот. Нека не носи детската песна радост и смеја низ целиот наш живот. Веруваме, Маријан, дека ако се чувствуваме како деца, ќе ни биде многу поубаво. Тоа се тие искрени чувства. Сега имаш една свечена со нив, нема да те држам уште многу. Планираш ли други настапи, односно приредби големи од таков карактер како што беа? Значи, ни следува настапот за пред нова година, се разбира, со Гроздоберчињата во таа детска бајка, што се организира во склопот на општина Кавадарци.
Тоа ни уште да настапи, здравие Боже, после Нова година веќе имаме закажано концерти како и секоја година низ нашите соседни општини и гостување кај нашите пријатели се разбира од Црна Гора и од Србија што беа наши гости на фестивалот Гроздоберче 2016. Тоа се целите, целиме кон друга една ситуација што јас се надевам дека ќе се оствари. Морам да признам дека минатата година не успеавме во тоа, но сега со самото прогласување кога ќе биде на најдобар детски фестивал во Македонија за 2016 година, се спремаме еден голем концерт да одржиме по повод 20 години Гроздоберче во Скопје во Универзал. Тоа е затоа потоа. Благодарам, честитки и многу успехи во иднина. Уште еднаш благодарност до медиумскиот покровител оваа година на фестивалот Гроздоберче www.rtk.com. Ви благодарам за прекрасната соработка. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Гроздоберче. Happy birthday to you. Ајде на здравје нека.